Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NUI FM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придужба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушате најнови соопштенија од Ньюкасл и околината, поважни вести од Македонија, нешто и за здравието. За сите горе наведени редоследни програми. Со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Ньюкасл, Австралија, Пеце Вртковски. Да ги проследиме и соопштенијата. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Вторник, 7 јули, празникот Свети Јован Крстител, празник Иванден, службата од 9 сабајлето. Недела, 12 јули, Свети Петар и Павле, празникот Петров ден. Понеделник, собир на 12 апостоли, празникот Павлов ден. Службата од 9 сабајлето. Важно соопштение овде од управата од Ньюкасл. Се бара помошник на попот Пецо Петровски, тоест притруп. Овде во нашата православна црква Пресвета Богородица Ньюкасл. За повеќе информации околу тоа, јавете се кај председател Саша Стојчевски на 0408 490148.
Macedonian Community Newcastle бар 1903. Почитувани слушатели, има нешто ново во нашиот македонски културен центар. Секој петок после 6 часот на вечер имаме вечера за сите возрасти во куњата. Има разноврсни јадења, околу 15 врсти, по ваш избор и вкус. Да ги наброиме некои од јадењата. Топол леп, макало со лук, зелка салата, шопска салата, кашкавал, помфрит со бело сирење, риба со шопска салата, домашни пилешки разничина, хембурга со кебапи, домашна плескавица во хембурга, порција со домашна плескавица, кебапи како мезе порција, мешана скара порција, порција за деца, риби или кебапи или пилешко разничина со чипси, чикен, нагетс, биф, сосич. Пијалок за деца. Сите сте добродојдени, значи секој петок после 6 часот во нашиот македонски културен центар за вечера. Како што знаете, се одржува ручек во нашиот македонски културен центар секој четврток од 9:30 до 1 сатот после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30, после се дава ручекот. Сите заинтересирани за овој ручек во четврток, јавете се кај координаторот Сузи Цветановска на 0434 42 9166 и кај Сузи Лајмановска на 0431 117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Цената за овој ручек е $20 со 4 врсти јадења. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49684649, а полните пакети да ги донесите кај Стивен во сабота на 8 и недела на 9 август. Да најавиме нешто ново за играната група и македонското школо. Како што знаете, се одржува часови по македонски јазик од 5:30 до 6:30 после пладне и од 6:30 до 7:30 тренират играорците Стив Наумов. Значи секој петок во нашиот македонски културен центар имаме нови наставнички кои ќе ги учат децата македонски јазик и култура. Да проследиме нешто за празникот Иванден. На Свети Јован Крстител црквата му посвети неколку празници и тоа не случајно. Овој светител беше наречен најголем меѓу родените од жена, со што е потврдено неговото посебно место во човечката историја. Тој, заедно со Пресветата Дева, која ни го роди Бога, е врската на Стариот и Новиот свет, врската на Стариот и Новиот завет. Инаку, денес се празнува почетокот на благовеста за Христос, со што се определува и посебната врска меѓу Синот Божји и последниот пророк на Стариот Завет. За тоа зборува стиховите од Тропарот, кои гласат: се разреши немоста на татковците, тоа почна непосредната проповед за Христовото доаѓање. Иванден, еден од најголемите христијански празници од летниот циркус, каде се слави раѓањето на Свети Јован, претеча и крстител Господов. Во македонската народна традиција овој празник е поврзан со летниот сонцестој, односно со периодот на долгодневницата. Овој празник во годишниот круг празници е симетричен на Божик, денот поврзан со зимскиот сонцестој, односно со периодот на краткодневницата. Овие два празници ги поврзуваат и повеќе обичаи и врзувања поврзани пред се со сонцето. Во таа насока се и обичаите и верувањата поврзани со огновите. Рутијалите со билките исто така представуваат еден од најважните елементи поврзани со Иванден, а тие пак исто така се остаток од старите словенски верувања. Со Иванден се поврзани многу обичаи и верувања, но најповеќе се однесуваат на билките и верувањата во нивната магиска моќ. Верувањата пак дека тој ден играло сонцето или дека се превртувало 3 пати е поврзано со тоа што Иванден се паѓа во најтоплиот период од годината. 6 месеци пред своето јавување на Пресветата Дева Марија во Назарет, великиот архангел Божји Гаврил му се јавил на
правосвещеникот Захарај во Ерусалимскиот храм, пред да го објави чудесното зачнување на безмажната девица. Архангелот го објави чудесното зачнување на една бездетна старица. Захарија не поверувал веднаш во зборовите на Божиот известител и затоа јазикот му се врзал со немост, па останал нем се до самиот ден по раѓањето на Јован. Тој ден се собрале роднините на Захарија и Елисафета за ображение на младенецот за да му биде дадено име. Па кога го прашале таткото кое име би сакал да му го даде на синот, тој бидејќи нем напишал на табличка Јован. Јазикот му се одврзал во тој час и тој почнал да говори. Домот Захариев бил на височината меѓу Витлем и Хеврон. Гласот дека на Захарија му се јавил ангелот Божи, дека онемел, а потоа му се одврзал јазикот, што го напишал името Јован, се разнесол по сиот Израел. Овој глас стигнал и до Ирод, затоа Ирод, кога испратил да се заколат децата во Витлем, прати луѓе и во ридското престојување на семејството Захариево, за да го убијат и Јован. Но Елисавета благовремено го сокрила детето. Разјарен од ова, царот Ирод испратил джелати кај Захарија во храмот да го убијат. Захари бил убиен меѓу притворот и храмот, а неговата крв се засирила и се скаменила на плочките и останала како неизбришливо сведоштво против Ирод. Елисавета со детето се сокрила во една пештера, во која што набрзо таја умрела. Младодзенецот Јован останал сам во пустината, препуштен на грижа на Бога и неговите
ga zid maloj mome, beli mu se nozi. Roci nosi košničica, olaš ljubičica. Sestre pije, moma i momče, bote s nosokače. Progovara malo i mome, na mlado junače. Dalna vojska, odiš ludo, i od vojska ideš. Dalna vojska, odiš ludo, i od vojska ideš. Nina vojska, odam ludo, ni od vojska idam. Dok su bilo na Nov Pazar, konja da si kupa. Pruži roka, ludo i mlado, kači me na konja. Kači me na konja, ludo, odnesi me doma. Odnesi me doma, ludo, šarena odaja. Šarena odaja, ludo, na meka postela. Tatkove ti promenica, majke odmenica. Tatkove ti promenica, majke odmenica. Od Saraj do Radišani, za nejzinata ubavina, mnogu zborovi se kažani, pesmi se napišani. Kosi bujni šumljivi, kovardarski branovi, gajtan leđi ubavi, ko da se nacrtani. Od Skopje do Gelgelija, nema takva ličnotija, nema takva ubavina. Od cela Makedonija, nema takva ličnotija. Od cela Makedonija, kako što je devojče, devojče Skopijanče. Oči svetli, sini, ko jezerski dlabočini, usni jagod
divi zabakneži sozdadeni. Snaga tenka visoka, ko gorska samovila, ete takva kažu vat ta moma bila. Od Skopje do Gelgelija nema takva ličnotija, nema takva ubavina. Vo cela Makedonija nema takva ličnotija. Vo cela Makedonija, kako što je devojče, devojče Skopjanče. Да ги проследиме уште еднаш соопштенијата од Њукасел и околината. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Вторник, 7 јули, празникот Свети Јован Крстител, празник Иванден, службата од 9 сатот за бајлето. Недела, 12 јули, Свети Петар и Павле, празникот Петровден. Понеделник, собир на 12 апостоли, празникот Павловден, службата од 9 сатот за бајлето. Важно соопштение овде код нашата управа овде во Њукастел. Се бара притруп, помошник на попот Пецо Петровски во нашата православна црква Пресвета Богородица овде во Њукастел. За повеќе информации околу тоа, јавете се кај председателот Саше Стојчевски на 0408 490148. Како што знаеме, сите се одржува ручек во нашиот Македонски културен центар секој четврток од 9:30 до 1 сатот после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30, после се дава ручекот. Сите заинтересирани за ручек во четврток, јавете се кај координаторот Сузи Цветановска на 0434429166 и кај Сузи Лајмановска на 0431 117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Цената за овај ручек е $20 по лице со 4 врсти јадења. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49684649, а полните да ги донесите кај Стивен во сабота на 8 и недела на 9 август. Да проследиме нешто за празникот Петровден. Православен празник што се одбележува секоја година на 12 јули. Празникот е посветен на апостол Петар. Се смета за еден од најголемите празници после Великден. Еден од назначајните настани на Петровден е почетокот на традиционалната галичка свадба. Во Македонија, Петровден повеќе се смета за црковен празник. Постарите луѓе одат во црквата, а кој постел во Петровденскиот пост се причестува. На овој ден може и да се работи, зашто е во време на најголемата жетва, а според верувањата дури и светецот Свети Петар тој ден земал срп и жнеел. Некои го држат празник само до пладне, а подпладне работат. Во Галичник Петровден се сметал за голем празник. Тогаш иделе печалбарите и тогаш се правеле свадбите. Останало забележено дека некогаш во еден ден имало 50 свадби, а удирањето на тапаните се слушало дури во Албанија. Во Кумановско, интересни обичаи и верувања поврзани со Петровден се забележани во Куманово. Тој ден рано наутро, уште пред сонце, оделе во бавчите и нивите, особено оние со бостан, и од сите 4 страни фрлале ситни камчиња. На тој начин, според верувањата, засновано на принципот на имитативната магија, се влијае врз бостанот многу да врзува и брзо да расте. Исто така, бостанот, но и другите култури се прскале со вода од извор за да растат силно како водата што извира. Во овие петровденски верувања
Интересно е фрлањето измет од стоката врз бавчите и нивите со земјоделски култури. Изметот земен од местото каде што стоката пладнувала, миризувала или од пазарот се верува ќе влијае врз родот да биде густ и обилен како што била стоката на тоа место. Во сиве овие верувања, како што може да се види, присутна е имитативната магија, верувањето дека сличното предизвикува слично. Во евангелиско за јадење на овој ден правеле млечник, за да бидат цела година благи како млекото, а во Скопска Црна Гора се верувало дека кој ќе се омрси во петровденските пости, ќе се скрастави. Во овој крај, ако било сушно времето, на овој ден носеле крсти, литии и со песната "Крсти носам, Бога молам", се молеле за дош. Да видиме во Охридско. Според преданието што во Охрид го забележал Спространов, Петре и Павле биле побратими. Секде заедно оделе, ама Павле бил болен. Петре си рекол, овој човек ќе умира, а јас да му ископам гробот. Го фатил да му копа, дошол Ристос и го опитал, што копаш бре Петре? Ами Павле е болен, рекол, да му го копам гробот. Ај легни да видиме, али чини за тебе. Петре легнал и не станал веќе. Ете зошто рекле, не копај гроб за другето, за да не влезиш сам во него. Петре копаше гроб за Павлета, ама сам умре во него, а Павле си остана уште да живеј. Петровден, па после Павловден. Еве што треба да правите. Во среда 12 јули е Петровден, а во четврток 13 јули е Павловден, со кој се поврзани многу обичаи. Собор на 12 апостоли Павловден. Бидејќи претходниот ден, иако е посветен на двајцата славни господови, апостол сепак се вика Петровден. Овој ден е одреден да се слави споменот на светиот Петровден, па после Павловден. Во среда 12 јули е Петровден, а во четврток 13 јули е Павловден, со кој се поврзани многу обичаи. Собор на 12 апостоли Павловден, бидејќи претходниот ден, иако е посветен на двајцата славни господови апостоли, сепак се вика Петровден. Овој ден е одреден да се слави споменот на светиот апостол Павле, Павловден. На овој ден именден слава тие што го носат името Павле, Пајо, Павлина слично. Како и претходниот ден може да се сретне празнување на овие имендени, затоа што претходниот ден се празнува споменот на двајцата апостоли. Павловден, жените го држат како празник повеќе од Петровден. Во некои места на овој ден не се работи и се пази од пајаци, да не го каснат некого. Се верува дека човек каснат од пајак на овој ден тешко ќе оздрави. Затоа овој ден е познат и како Пајаков ден. Во некои краишта, например во Евангелиско, народот смета дека Павле бил брат на Петар и дека на луѓето им правил разни добри дела. Народот велел дека Свети Петар бил богат и себрез, а Свети Павле сиромав и добродушен. Нешто и за здравјето. Најмоќната природна напивка што лекува се. Не постојат проблеми што не може да ги реши. Благодатите на ова напивка се огромни. Искористете ги и подобрете го вашето здравје. Тоа е чајот од листот дудинка. Е еден од начините да се искористат сите придобивки што ги има ова чудесна овошка, која се користи за приготвување джемови, филови, чаеви, сокови и вина. Чајот од листот дудинка е еден од најмоќните ароматични билни напивки. Едноставно се приготвува од свежи и суви листови од бела или црна дудинка, а неговите здравствени придобивки се неверојатни. Дудинката по потекло е од пределите со топла и супровска клима, како што се Америка, Кина, Јапонија и Централна Азија. Листот од дудинка содржи дури 18 есенцијални аминокиселини, витамини, минерали како калциум, калиум, натриум, магнезиум и железо. Чајот од листот дудинка е еден од најдобрите начини да се искористат сите предности што ги има. Како да направите чај од листови од дудинка? Во чајник ставете неколку свежи листови од дудинка или лажица суво
лиси од ова билка. Додајте 2 шолји зовриена вода во него, па мешајте 3 до 5 минути. Исцедете ги листовите со помош на цедилка, па додајте шеќер или мед за да добиете подобар вкус. Придобивки од чајот од дудинка. Симптоми кои укажуваат на ослабен имунитет и како да се напива, што го стимулира имунитетот на децата. Утврдени се неверојатни здравствени придобивки што ги има чајот лист од дудинка, поради високата содржина на антиоксиданси, фитонутриенти, витамини А и С. Редовно пиење на овој чај може да ве заштити од развојот на малигни болести. Освен тоа, чајот од лист од дудинка помага во снижувањето холестерол и триглицериди, а може да ги спречи и развојот на дијабетит тип 2, бидејќи може да го онеможи влезот на високо шеќер во крвоток. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатното слушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминативи 60 минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI-FM 103.7 in Newcastle and Hunter. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday, same time. Good night.